И бидејќи зборуваме за спорт и за повеќе наменски игралишта, со кого би го направиле најдобро разговорот, ако не со најспортскиот градоначалник во Македонија, градоначалникот на општина Бутел. Добар ден и добре дојде за Дарко Костовски. Добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Имаме многу што да зборуваме кога станува збор за повеќе наменските игралишта. Но, јас би сакала да го почнеме разговорот со она што неодамна го одбележавте, а тоа беше 20 години постоење на општина Бутел. И искрено да ви го честитам јубилеот, да ви посакам уште многу успех понатаму, но и да истакнам дека дури премиерот Мицковски истакна дека Бутел е општина со импозантна бројка на реализирани капитални проекти. Така е, да. Во таа смисла благодарности до владата на Република Македонија за континуираната поддршка и лично на премиерот Мицковски. Одбележавме 20 години општина Бутел, направивме серија на настани во тек на 2 недели. Навистина нешто што не се случувало никогаш на територија на општина Бутел. Покрај беа опфатени навистина сите сфери. Секој граѓанин на територија на општина Бутел беше пронајден од најмладите до највозрастните, од областа на култура, спорт, забава. Дури имавме еден убав настан каде што прогласивме за прв пат во историја на општина Бутел почесни граѓани, каде што покажавме дека навистина имаме луѓе кои што и како допринеле пред се за државата, а потоа и за општина Бутел кроз својата кариера. Така да сметам дека ете и секоја наредна година би можело на сличен начин да го одбележуваме роденденот на општина Бутел, бидејќи навистина помина забележително сето она што го организиравме и мислам дека беше поздравено од страна на граѓаните. Сега да се вратиме на она што нас ни е примарна тема. Неодамна во Бутел има многу повеќе наменски игралишта. Вие сте градоначалник кој што освен инфраструктурата која што е неопходна за нормално функционирање, обрнувате внимание на спортските објекти, најавивте минатиот пат и базени и така натаму. Пред не толку долг период, пред неколку дена заврши Радишани Опен, најдобриот турнир во Македонија за баскет 3x3. Игран токму на вакво повеќе наменско игралиште. Така е, да, тоа е едно од првите игралишта кои што се направи кога станав градоначалник. Нескромно е да се каже дека е најдобар, али сигурно еден од најдобрите 3 турнири во баскет на територија на Македонија. По однос на игралиштето, верувам дека е најубаво игралиште за баскет во Македонија и по однос на тоа каков квалитет е самиот терен и по однос на тоа на каква место положба се наоѓа. А во оваа смисла е еден голем поздрав до организаторите на овој веќе традиционален турнир, веќе трета година поред се одржува и навистина е многу посетен. Дури во еден период додека се играат надпреварите, можеби избројавме некаде и до 2000 луѓе кои што го посетуваат овој настан и навистина по однос на тоа и како што забележав на почетокот од вашата емисија, дискутиравте дали се посетени овие спортски комплекси, дали се користат и како се користат и во оваа смисла дури гледаме на овој начин кога се организираат турнири, бидејќи оваа година пример овој турнир беше со меѓународен карактер, имаше екипи од другите држави, општина Бутел се јавува како генерален спонзор на самиот турнир, но во оваа прилика би го спомнал и игралиштето за мал фудбал кој што исто така беше изградено за време на овој мандат во Љубанци, што можеби едно од најквалитетните вештачки треви кои што во моментов ги има државата, бидејќи знам тоа дека е така од сигурен извор. Исто така се организира традиционално турнир во мал фудбал посветен на загинати бранители од 2001 година, кој што ќе биде на крајот од месец август. Исто така е препосетен настан кој што има можеби секоја вечер, тој трае скоро цел месец по минимум 500 луѓе. Така да покрај тоа што се користат за рекреација од страна на сите граѓани овие терени, еве и на овој начин во смисла на развој на спортот, во случајов мал фудбал и баскет, бидејќи тие се два официјални спорта и во таа смисла се користат. Но за најмалите ги имате и малските игри без граници? Да, оваа година направивме малски игри без граници, навистина многу убаво помина. Станува збор за игри кои што се традиционални, уште би рекол во времето кога јас бев дете, па и претходно. Навистина беа многу посетени од страна на дечињата, па дури видов задоволство и во лицата на нивните родители, бидејќи гледаат како ги играат игрите кои што ги играле тие, гледаат како ги играат нивните деца. Исто така сигурен сум дека и тој настан ќе прерасне во традиција. Она што исто така е забележително дека неодамна направивте акција за ослободување на сите јавни површини од непотребна
опрема, односно опрема поставена без дозвола. Да, тоа беше еден горлив проблем кој што се провлекуваше, би рекол, со децении наназад на територија на општина Бутел. Одредени, условно кажано, несовесни граѓани знаеа да узурпираат простор на одредени јавни површини за да обележат свој личен паркинг, што навистина беше голем и горлив проблем и заедно со Министерство за внатрешни работи, морам да упатам една благодарност до нив, успеавме да направиме една гломазна акција да ги отстраниме сите вакви незаконски поставени, би рекол, обележја на јавна површина. И навистина овој потек беше поздравен од страна на граѓаните на општина Бутел и во оваа смисла би апелирал никој понатака да не се дрзне да узурпира јавна површина на било каков начин, ајте во случајов особено да се обележи свој паркинг простор каде што има јавна површина. И општина Бутел го има, веќе почнува да го има веројатно проблемот со недостаток на паркинг места, со оглед на тоа што се зголемува и бројот на жители, но и бројот на возила на територија на град Скопје, па и на територија на сите градови во држава. Тоа е, мислам, дека генерален проблем, особено во градот Скопје. Навистина се бориме со тоа, на неколку позиции, како што станав градоначалник и проширивме паркинг простор. И можеби едно од ветувањата кои што ќе го имаме за оваа предизборна кампања за здравје Боже следниот мандат ќе бидат и неколку катни гаражи во дадени позиции, например, таква е потребна во Населба Радишани, во Скопје Север, но секако тоа ветување би го дало откако ќе направиме една добра квалитетна анализа по однос на дозволата за градба, секако каде може тоа да се изгради и секако средствата. Она што во моментов го работите ме фасцинира вака кога ќе чуем дека некои градоначалници се зафаќаат со реконструкција на улици по повеќе од 50 години. Кај се таков случајот со улицата Зуфер Мусич по 52 години. Па не само таа, да, повеќе улици, најголем дел од улиците кои што ги реконструиравме за време на овој мандат не се чепнати повеќе од 20, 30, 40, па во случајот и 50 години. Навистина стануваше збор за улици кои што веќе е небезбедно пред се да се управува возило, а потоа и многу лесно ги оштетуваат тие возила заради дупките, прекол кратери кои што се наоѓа на тоа место. Еве, вчера завршивме и две нови улици, би рекол, едни од клучните сообраќајници во Населба Радишани, улицата Симче Настевски и улицата Кироди Мушков. Имаме сериозна офанзива поврзана со изградба на нови улици. Веќе бројката не можам ни да следам колкава бројка има на изградба на улици за време на овој мандат. И во овој втор повик од владата на Република Македонија аплициравме со навистина импозантна бројка на улици некаде во вредност со 150 милиони денари. Значи не завршуваме тука и ова што ќе го кажам сега можеби ќе звучи малку чудно, но убеден сум дека за време на овој мандат од 4 години во Бутел ќе бидат асфалтирани улици колку што можеби 20 години назад не биле асфалтирани. Отприлика токава ќе биде бројката и должината на улиците кои што се асфалтират и целата таа патна инфраструктура која што е навистина подобрена и тек допрва ќе ја подобруваме. Со оглед на тоа што се реконструираат улици кои што повеќе од 50 години не биле чепнати, јас верувам дека ќе истраете во она што го имате замислено и ќе им направите подобри услови за живење на граѓаните. Пред да го завршиме разговорот, би сакала да споменеме нешто, еве заврши учебната година, значи нема да ги спомнуваме или може накусо сите изреновирани училишта, се она што направивте во текот на овие неколку години, но како награда за сите успешни ученици доделивте 250 стипендии за најуспешните спортисти и 56 стипендии на најуспешните ученици, односно од основните општински училишта. Така е, да. Со тоа мислам дека ги мотивираме сите добри спортисти и сите квалитетни ученици да продолжат по тој пат по кој што се. Станува збор за, сепак, тие средства им значат на нив и на нивните семејства, но не се толку важни средствата во оваа прилика колку што е важно дека некој ја следи нивната работа и некој се подсетил на нив дека постојат и дека го гледаат нивниот квалитет и навистина задоволството е големо во очите на секој од тие млади луѓе кои ќе добијат едно такво признание и нема да застанеме тука, како што споменав оваа година, особено во спортот доделивме рекордни 250 стипендии за спортисти, мислам дека таков пример на територија на Македонија друг нема.
Летово е пред нас, градежната офанзива е во полнек, ќе има време малку за одмарање или ве чекаат проекти? Одмор ова Со лето. оглед на тоа што ве чека од септември многу работа? Одмор ова лето тешко и тоа што ќе излезам надвор од градот ќе биде на припреми заедно со репрезентативците во Олимпискиот спорт теквондо. Она што би сакал да го споменам е една трпеливост од страна на граѓаните, бидејќи на вистина Бутел се претвора во сериозна градежна зона. Така беше и до сега, но некако ни се погоди ова лето да биде најработно, не дека изборите се близу сега, туку така ни се погодија работите, така да во таа смисла замолувам за една трпеливост, бидејќи на вистина некогаш знае и да нервира целата таа градежна зона кога се појавува на улиците или во одредени дадени објекти. Ова ќе биде можеби не само најдинамичното лето поврзано со работа на територија на општина Бутел за време на мојот мандат, туку и во историја на општината.